Почитувани, време за уште едно издание на само прашај. А прашања има многу, особено кога станува збор за сметките за електрична енергија. Некои граѓани сметаат дека плаќаат премногу, други не им е јасно зошто повеќе плаќаат за пренос отколку за потрошената електрична енергија. Некои не знаат каде да се пожалат, други не знаат каква е постапката, а сите сакаат дневна ефтина тарифа. Во само прашај добивате одговори на сите ваши прашања од моите гости, Марко Бистимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за поканата. И Благој Стоевски, раководител на одделот за енергетска политика при ЕВН Македонија. Добре дојде и за вас. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Како повед во нашиот разговор, сторијата на колешката Катерина Топалова, која што разговараше со семејство кое си има мака со сметките за електрична енергија. Вари чај, прави ручек и се грее на клима уред. Скопјанката Мими Стојановска живее во 50 на квадрати со своите 2 деца и вели дека штетливото трошење на електрична енергија го плаќа како да копа биткоини во нејзината куќа. Пред да вклучиме инвертер климата, имавме сметка од 2500, потоа стигна 6000, ајде си велиме во ред, но потоа се почнаа повеќе од дупло да растат сметките, имено 13.500, па 11.500, последната 16.500 и сега веќе и оваа четвртава ја очекуваме со енормно зголемување. Ние исклучително внимаваме поради најавите за поскапување на струјата. Значи, недела ни е само ден каде што чистиме со првосмукалка, каде што вклучуваме фен, евентуално после 22 часот булјарот, така што сме на она баш штедња ставени, на штедење. Да знаела дека ќе плаќа вакви суми, ми вели дека ќе инвестирала во соларни панели. Кога стигнала сметката од 13.000 денари, ја исклучила климата и се грееле на дрва. Шокот дошол кога и со вакво штедење сметката била само за 2000 денари помала. Купила и мерач за климата за да провери дали уредот вонредно троши струја, но и таму се покажало нормална потрошувачка. Тогаш почнала да бара институционална помош. Пред се обративме до ЕВН. Не упати само да провериме, да исклучиме осигурачите и да видиме дали ќе врти броилото и понатаму во смисла на тоа да не случајно имаме кражба. Некаква, што не беше случај и веднаш после тоа поднесов приговор. До ден денеска јас немам добиено никаков одговор на тој приговор, бидејќи во сметките не беше спорна само големината на сумата, туку беа спорни и блоковите. Значи јас сум веќе влезена во 4-ти блок, ова се 50 квадрати, го гледате просторот, не е возможно да се потроши толку колку што пишуваше на сметката. На второто одење во ЕВН, дрско и одговориле дека толку покажува броилото и нема што да и се одговара на приговорот. Побарала да плаќа на рати, ама ни за тоа не добила писмено одобрение. Последната надеж и бил атестот кој треба да покаже дали броилото е исправно. Ова семејство кое мака мачи да собере средства за да ги покрие високите сметки, сега има нов трошок од 2500 денари кој ќе им биде вратен само доколку се покаже дека броилото не е исправно. Мими сама ги брои светкањата на сијаличката на уредот, оти научила дека колку побрзо светка, толку повеќе троши. Ќе видиш како треба. Иде? Топ! 1, 2, 3. Дај го на 3 секунди. Да, топ. А претходно вака идеше. Така. Радости, бе, радости. Очајната жена за својата мака напишала и на нејзиниот профил на Facebook, а таму неочекувано добила лавина од слични проблеми како нејзиниот. Кој помалку, кој повеќе, но високите и нереални сметки мораат да ги покријат. Со промената на цената на електричната енергија беше јасно и неколку пати кажано дека ќе има промена и во сметките на граѓаните. Но она што се промени, односно што произлезе после оваа состојба се и проблемите за кои се надлежни институциите. Стоевски, дали често добивате вакви поплаки за сметки од граѓани, кој би било најлогичното објаснување зошто во семејство има толкави сметки за струја? Па вака, значи, што се однесува до висината на сметките за потрошена електрична енергија во услови на дадени тарифи, тоа е поврзано со
потрошувачките навики на самите корисници, односно колку трошат и кога ја трошат електричната енергија. Представки нормално дека добиваме. Сега во зимскиот период тие се малце поизразени, едноставно што и потрошувачката, така и самите потрошувачи е повисока во однос од остатокот од годината и сите тие представки нормално пристапуваме сериозно и се обидуваме да ги разрешиме во најкус можен рок и во интерес на потрошувачите. Бисмиловски, како потрошувач, имам право на заштита на моите права од Регулаторната комисија за енергетика. Можам таму да поднесам представка. Како се одвива таа постапка и што може РКЕ да направи за да ме заштити? Зашто се можам да се жалам во комисијата? Значи, најбитно е што треба да се знае дека за Регулаторната комисија за енергетика носи решенија по однос на жалби од потрошувачи во однос на приклучоците за електрична енергија, каде што доколку не се задоволни со трошокот за приклучување на електродистрибутивната мрежа, доколку воопшто им се каже од страна на ЕВН дека нема техничка можност за приклучување, а во делот на сметките нив ги третираме како представки и во најголем дел од представките кои што ги добиваме од граѓаните, тие се некаде околу за 2022 околу 2500 на годишно ниво. Регулаторната комисија за енергетика го задолжува електродистрибуција, компанијата која што го врши читањето на броилата, да постапи согласно наводите што ги увидела Регулаторната комисија за енергетика. Значи, и во најголем дел од тие 2500, некаде 90 меѓу 90 и 92% ги решаваме во интерес на потрошувачите. За да избегнеме овакви ситуации, пред повеќе од 5-6 години е воведен концептот на самоотчитување. Значи, секој потрошувач да може да ја пријави сметката до состојбата на броилото до електродистрибуција и при тоа електродистрибуција, односно ЕВН, е обврзан таа состојба која што ќе ја прифати, која што ќе ја достави потрошувачот, да ја имплементира во сметката. Тоа значи дека ставот на регулаторот е конечен, оно што вие ќе го одлучите конечно, бидејќи во прилогот слушаме дека таа се пожалила до ЕВН, не слушаме дали била кај вас, дали таа опција стои на располагање, да речеме во таа. Стои таа опција на располагање, ние сме како второстепен орган и тоа ние што ќе го донесеме е обврзувачко за ЕВН. Најчесто ЕВН доколку не е задоволен, понатака нашата одлука ја обжалува и пред управен суд, но кога ќе донесеме ние одлуката, таа веднаш треба да се имплементира, а понатака си тераме постапки по судови доколку има потреба од тоа. Кој е рокот во кој што ЕВН треба да им одговори на потрошувачите, дали одлучила во нивен интерес или сепак не се во право? Така, значи, во случајов кога се работи за приговори по доставени фактури за потрошена енергија, се работи за представки и тука го применуваме законот за постапување по представки, каде се предвидени рокови за одговарање на представка од максимум 15 дена, односно 30 дена за посложен случај, за посложена представка. Само сакам да кажам дека ние многу побрзо реагираме од тие максимални рокови. Во просек, значи, ги одговараме представките до корисниците од некои 5 до 7 работни дена. Значи, тоа е за сите представки се одговараат во тој период. Едно прашање што често пристигнува на наша адреса е од граѓани кои што некој месец добиле пониска сметка за електрична енергија од таа што вообичаено добиваат и велат веќе следниот месец сметката е повисока, со што преминуваме ние во вториот блок, да речеме ако биле во прв, во втор или ако е од втор во трет. Тие велат на овој начин се оштетени. Дали во РК имате сознание за такви случаи, на што се должи евентуално? Да, и кај нас се обраќаат во тие случаеви, но не е така. Значи, доколку периодот помеѓу двете отчитувања, во првото отчитување, каде што добил помала сметка, доколку е направена погрешна проценка од операторот, од електродистрибуција, во наредниот период, најверојатно ЕВН излегол на терен и прочитал, така да ЕВН за тој период е должен да изготви вкупен трошок и доколку предходниот месец граѓанинот платил помалце или повеќе, тоа понатака се компензира. Значи ЕВН не смее потрошувачката да ја
пикне само во еден месец. Правилата велат, читате најмалку еднаш на 3 месеци. Точно. Може да му објасниме на граѓаните, дали имате доволно луѓе кои што ги читаат броилата и како ја правите пресметката во случај кога не е прочитано броилото. И тогаш нели се добива фактура. Како ја изготвувате? Така, значи, јас сакам да нагласам дека покрај оврската да читаме најмалку еднаш во период од 3 месеци, ние настојуваме да ги отчитаме сите броила секој месец, за да добиеме што пореални податоци за потрошувачката во електродистрибутивниот систем. Ќе се согласите, во случај кога имаме 800.000 потрошувачи, над 800.000 потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем, практично е невозможно сите да ги отчитаме секој месец. Најчеста причина за неотчитување на броило е непристапност на броилото, во случај истото да се наоѓа во објектот на потрошувачот, па во услови кога потрошувачот не е присутен во периодот на отчитување на броилото, отчитувачот не може да пристапи и да го отчита броилото. Имаме случаи дури и кога тој пристап свесно се попречува од страна на некои потрошувачи, иако по закон овластените лица на електродистрибуција имаат целосно право на пристап до мерните места и потрошувачите не можат да ги попречуваат во нивните активности. И сега, кај секое неотчитано броило, со цел да добиеме целосна слика за потрошувачката во целиот дистрибутивен систем, неопходно е да се направи проценка за секој пресметковен период. Таа проценка се прави софтверски, при што се зимаат во предвид повеќе фактори, значи како што се типот на потрошувач, историски податоци за потрошувачката, временските прилики во односниот период, пресметковен период, и се изготвуваат проценки кои најчесто се многу блиску до реалната потрошувачка. Се разбира, доколку потрошувачот во меѓувреме ја значително ја променил својот начин на трошење на електричната енергија, ќе се појават отстапувања, кои понатаму, со оглед дека податоците за реалната потрошувачка остануваат запишани во самите броила, со наредното отчитување на броилата се коригираат. Тука сакам исто да напоменам дека во прилог на остварување поголем степен на отчитаност на броилата се и нашите активности за инсталација, како што спомна председателот на регулаторната комисија, на инсталација на броила со далечински пристап или така наречени паметни броила. Во моментот такви броила имаме инсталирано кај околу 170.000 потрошувачи. За оваа година имаме предвидено инсталација на дополнителни 40.000 далечински броила. Крајна цел е во догледно време да имаме такви броила кај сите потрошувачи. Сега во меѓувреме ние ги охрабруваме корисниците и од страна на Евана да колку што е можно, тие што се во можност, да ги само отчитуваат броилата и податоците да ги доставуваат до нас, затоа што во случај кога броилото не е отчитано и податоците се соодветно доставени, во предвид се зимаат податоците од корисникот и не се прави проценка. Ајде за граѓаните кои што си имаат МАК. Прашањето е колку треба да биде долгот за некое семејство или потрошувач да биде исклучен да му се исклучи струјата и кои опции му стојат на располагање да го покрие долгот. Дали може да се прости долгот на рати? Ние, доколку некој не ја плати својата фактура за електрична енергија, во следната фактура што ќе ја добие стои јасно наведена информација, опомена за заостанат долг, и доколку тој потрошувач не го подмири тој износ во рокот предвиден за плаќање на самата фактура во која е содржана значи опомената, тој може да се најде во постапка за прекин на испораката на електрична енергија. Сега за потрошувачите во однос на можноста за начини на плаќање, сигурно дека тоа се анализира во зависност од тоа дали се работи за ранливи потрошувачи, дали се работи за колкави износи на сметки се работи и така натаму, какво е потрошувачкото однесување на корисникот, дали е доследен во плаќањето на своите обврски за потрошена енергија во минатото и така натаму, и тука може да се овозможи за дел од потрошувачите и плаќање на повеќе рати, при што треба да се води сметка дека покрај ратата за заостанат долг треба да се плаќаат и редовните сметки.
за простување на долгови или евентуално можеби застарување на долгови. Тоа водиме сметка да не се случува. Чиста сметка, долга љубов велат. Пред да продолжиме со разговорот, да видиме какви прашања имаат граѓаните. Шестотини домаќинства во земјава добиваат сметки од Евана. По првиот месец од покачувањето на цената за електрична енергија се јавија и првите проблеми, па така до регулаторната комисија за енергетика стигнале 70 на поплаќи од граѓани за повисоки јануарски сметки за струја. Меѓу нив и несреќната Мими, која и преку само прашај искористи можност да праша. Знам дека ние сме многу потрошувачи, меѓутоа каде што некој дава крик, повикува за помош, зошто не се љубезни, зошто не се човечни да го решат проблемот. Крајно да ти ги кажат сите опции, да не мораш сам да луташ. Јас не сум електричар. Регулаторна неколку пати повтори оти, иако Евана има недостиг на кадар, сепак се трудат секогаш да ги коригира сметките каде што имало отстапување во однос на состојбата на броилата. Сепак граѓаните кои добиле високи сметки и не ги добиле Евана, прашуваат. Кога имаме проблем со Евана, еве ни стигаат големи сметки, дали регулаторна е надлежна да даде некакви упатства и да го реши проблемот? Иако од регулаторна тврдеа дека редовно се читаат броилата, граѓаните кажуваат друго. Имаше кај пример дека не е читано скоро пола година. Платиме сметка некаде од 22.000, беше преплата скоро 11.000. Кој е за тоа виновен? Од 1 јануари има нова цена на струјата и во првиот блок е поевтина за 4, а во вториот за 3%. Сепак, ова е збунувачко за граѓаните. Прашањето ми е дали постои могуćност да ни се објасни подетално кога преминува во втората тарифа, инаку не сум задоволна од читањето, заради тоа што не е правилно. Дали се грееме на дрва, дали се греам на клима, цената ми е иста 2 кило. Така да не знам друго како да објаснам околу тарифата. На плиткиот джеп не треба 2 пати да му се каже да штеди. За рационално трошење на електричната енергија, Ленка ја научила и 4-годишната внука Ана, која пред камера ни ја испеа најштедливата песна. Знаеме струја да се штеди, водата дека вреди, дрва треба да насадиме, планетата да наградиме. Ајде за неколку прашања кои што произлегува. Како да го подобриме односот со корисниците за да биде тоа тие да не лутаат како што велат сами, туку да им се помогне да им се реши проблемот? Така, значи во случај кога корисниците се обраќаат до нас, ние ги охрабруваме тоа да биде нели да го опишат својот проблем и да го достават во писмена форма и преку електронска пошта за тие што можат или да го достават во приемните канцеларии со цел да може истиот темелно да се разгледа и да добијат соодветни насоки како да се постапува понатаму. Обично може да се јави проблем доколку самиот приговор е нецелосен или треба да се дополни и така натаму, па следствено вработените кои што се грижат за односите со корисниците да имаат некои недоумици во однос на тоа што конкретно го интересира определен корисник. Иначе, ние како компанија секогаш настојуваме да имаме коректен однос со корисниците и да можеме работиме активно тоа да го подобруваме и во иднина. И конкретно сега граѓанинот што кажа, добил сметка повисока, да, добил и си ја плати. Кога ја добил сметката, доколку ја прочитал состојбата на броилото, ја доставил до Евана, сметката задолжително мора да се коригира. И затоа постојано потенцираме, најдобро е сами граѓаните да се отчитаат состојбата на броилото. И сега, граѓанинот Евана кога му ја направил конечната фактура помеѓу две отчитувања, значи нема случај негде 5 месеца да не се отчита, особено во градски средини. Сите искуства тоа го покажуваат. И таму каде што има грејење на струја, и тоа и регулаторна комисија за инсистира на тоа. Таму каде што во Скопје има градско грејење, не е проблем, таму може не толку редовно да се чита, бидејќи потрошувачката горе-доле е константна. Но вамо кај што има грејење на струја, и тоа е насекаде во државата,
ако не прочита Евана, самиот потрошувач нека ја прочита состојбата доколку може. Ако не може, нека го извести Евана. Евана при следното отчитување ќе дојде кај тој потрошувач и при тоа нема да му ги пикне потрошувачката само во еден месец. Значи, ако не прочитал Евана 3 месеца, блокот првиот е 7 по 90 дена, тогаш првиот блок не е 210, туку е 630 киловат часови. Значи, го сведовме целиот систем за да биде во просек отчитувањето на 30 дена и за да нема различен аршин за потрошувачите. Значи не може да бидат оштетени? Во никој случај не може да бидат оштетени. Евана е обврзан доколку добие представка и ги зима податоците помеѓу две мерења. И тогаш прави конечна пресметка и претходно може се платило повеќе, може се платило помалце. Сега кај граѓанинов, пошто никој не Еван очигледно нема прочитано, тој не прочитал, он ќе добие во третиот, во четвртиот месец, ќе добие конечна пресметка и тоа што го платил, а може би веќе било отчитано и затоа сега е во предплата 11.000 денари. Бидејќи имаме блокови, сега е многу по-добро сами потрошувачите да се ја кажуваат состојбата со броилата. Доколку не се задоволни потрошувачите од своите сметки, вообичаено мора по закон да се обратат до Евана, доколку не се задоволни од Евана, потоа се обраќаат до Регулаторната комисија за енергетика. Само ако може, мало надовразување на седо тоа што го кажа председателот, значи во конкретниот случај, како што кажа граѓанинот, дека има добиено сметка од 20 и нешто илјади, а при тоа 11.000 денари во предплат. Значи, кога ние правиме корекција, кога ќе се спроведе отчитување, односно ќе се пријават состојби, до последната точка, до последниот датум, кога последен пат претходно било отчитано броилото, издаваме фактура, како што објасни и председателот на Регулаторната комисија, за целиот тој период и таа фактура може да се однесува и за 2 месеци, например. Ако во меѓувреме има уплати, односно, ние кај нас, тие фактури што се издадени во меѓувреме, во системот ги сторнираме и издаваме една фактура за целиот период со цел да не ги оштетиме граѓаните и да биде точно распределена потрошувачката по блоковите. Сите уплати што се направени во меѓувреме излегуваат во форма на претплата и од корисниците се бара само да ја доплатат разликата до вистинската состојба која што е излезена во конечната фактура. Има многу прашања за броилата. Вели, ако се преместува броило, кој ги сноси трошоците? И колку чини и каква е постапката за промена на собственост на струјамир? Онаму каде што е технички возможно, се настојува броилата да бидат ставани на граница на имот и на тој начин да бидат лесно достапни за вработените во електродистрибуција и истовремено при спроведување на активности да не се вознемируваат потрошувачите. Кога се броилото изместува, да речеме, постоечко броило кое што се наоѓа на објектот на потрошувачот и слично, се изнесува, значи, на граница на имот и тоа е во состав на редовните активности, односно таа промена на локацијата е иницирана од страна на електродистрибуција, во тој случај се разбира дека сите трошоци ги сноси електродистрибуција, корисникот не се бара ништо, само се изнесува броилото на новата локација. Во случај кога самиот потрошувач бара поместување на броило или бара поместување на некој друг електроенергетски елемент од неговиот приклучок или од дистрибутивната мрежа, тој во таков случај самиот корисник ги сноси трошоците, затоа што тоа е генерално пристапот кој што се применува и од регулаторен аспект, дека тој што ги предизвикува треба да ги надомести тие трошоци со цел истите да не бидат социализирани понатаму на сите корисници преку тарифите за дистрибуција на електрична енергија. Додека сте на Жешко до Столчек и се вратили дневната ефтина тарифа, веројатно ова прашање го очекуваат сите. Да, значи правиме анализи. Она што е охрабрувачки е тоа што гледаме, ние сакаме тарифите да кај нас да го осликуваат пазарот. Како што се движат цените на пазарот, така да се движат и цената и кај домаќинствата. Она што го гледаме е дека во периодот, особено сега од април, цената на електричната енергија во текот на денот
кога започнува производство на електрична енергија од фотоволтаици е ниска. Е повисока отколку во останатиот дел од денот. Не земајќи ги во предвид овој период од 22 до 0,7 кога е убедливо најниска. Значи, и правиме притисок со тоа што ќе го донесеме, малце и електрани на Северна Македонија кои обезбедуваат електрична енергија за универзалниот снабдувач, а и универзалниот снабдувач да почнат да прават и некарактеристични набавки во текот на денот. Но имаше не оваа сабота минатата, во текот на денот, во 1 час, цената беше 1,68 евра за мегават час. Значи, тоа е, рече си, без пари. Така да, со тоа што ги правиме измените на тарифниот систем, ќе испратиме ценовен сигнал и до потрошувачите, но и ќе испратиме ценовен сигнал до ЕСАМ и до Евана Хоум во периодите кога имаме најниска цена на електрична енергија на берзите, тогаш да купуваат. Нема потреба, ако производната цена на ЕСАМ, да речеме во просек некој, продава на Евана Хоум по 56 евра за мегават час. Зошто во периодите кога имаме цена на пазарот, на Хупекс берзата, таа е референтна за нас, цена од 15, 20, 25 евра, зошто тогаш да не купуваме? На тој начин, вкупните трошоци на системот ќе ги намалиме. Значи, не станува збор за никаква популистичка мерка, станува збор за економско оптимизирање на работата на електроенергетските компании во државата. Во наредниот период, некаде крајот на мај, ќе ја запознаеме јавноста во која насока ќе се движат овие измени кои што ни престојат на тарифниот систем. Ќе почекаме до тогаш, пред да се одјавиме, да видиме какви права имаат потрошувачите. Ако сметката за струја не е реална според потрошувачката, можете да ја пријавите состојбата на своето броило до Евана за да ја коригира и да изготви нова фактура. Ако Евана не ја коригира фактурата и откако ќе ги испратите податоците од вашето броило, побарајте помош од Регулаторната комисија за енергетика, која ќе посредува да се изготви нова сметка. Евана ги чита броилата за струја најмалку еднаш во 3 месеци. Најефикасен и најекономичен начин да ја пријавите потрошувачката на струја е преку веб страницата на Евана. Ако не можете да ги прочитате податоците за потрошувачка на струја од броилото поради проблеми со стаклото, можете да платите сметка во износ колку што сметате дека реално сте потрошиле, а Евана не смее да ве исклучи. Ако добиете повисока сметка од очекуваната, тоа може да се должи на порамнување на потрошувачката на струја која е направено после читањето на броилото. Ако сакате да ги плаќате за останатите сметки на рати, поднесете барање до Евана. Долгот застарува за 1 година за физички лица и до 3 години за правни лица, но само ако во тој период не ве тужи испорачателот на струја. Ако сакате да го промените корисникот во сметката за струја, треба да поднесете барање во приемните канцеларии на Евана, претходно потпишано и печатирано од избраниот снабдувач. Мен ми е станало да ви се заблагодарам за учеството во оваа емисија. Благодарам на поканата. Благодарам, ми беше задоволство. Почитувани, до следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.